гимназијата не можеше да добија подобар роденденски поклон, бидејќи вчера беше роденденот на оваа гимназија, на вчерашен ден првпат е почната со работа ова училишна зграда и тоа е многу битно за нас. Во оваа година и претходните 2 години во гимназијата е инвестирано она што не се инвестирало во претходните 40 и кусур 50 години. Во 2019 година поднесовме основен проект до Министерството за образование, кој што предвидуваше целосна реконструкција на гимназијата, но поради обемноста на проектот се подели во 3 фази. Првата фаза беше реализирана минатата година, кога, како што знаете и вие, беше обновено покривот на гимназијата по цела негова големина. Оваа година се реновира фасадата по сите енергетски правила и прописи, се реновира дограмата, се реновира дел од подрумскиот простор, каде што се добиени 4 нови простори, кои што ќе придонесат за унапредување на кабинетската настава. Исто така, за прв пат во гимназијата се поставени санитарни јазли за ученици со посебни потреби, лифт за ученици со посебни потреби и, како што видовте на почетокот, платформа за ученици со посебни потреби. Во подрумските простори се добиени 2 нови санитарни јазли, што тој дел е целосно спремен за настава. Покрај овие средства, кои што се добиени од владата на Република Северна Македонија, од Министерството за образование и локалната самоуправа беше благонаклона кон гимназијата Мирча Ацев, одобрени се средства за целосно реновирање на кабинетот по информатика. Одобрени се средства за целосно реновирање на водоводната канализационата мрежа, како атмосферската, така и фекалната канализација и целосно ново партерно уредување, кои што поради административни проблеми не беа реализирани минатата година, но средствата од ланската календарска година се префрлени во буџетот за оваа година и се надеваме дека некаде до крајот на април ќе завршиме со ова, а сега низ разговор со премиерот и со министерот разговаравме и за реализација на третата фаза од доконечно реализирање на основниот проект, а тоа е натрешното уредување на гимназијата. Подови, ѕидови, тавани, врати, ходници и скали. Тоа е уште еден проект во висина некаде помеѓу 25 и 26 милиони, со што се планира, ако даде Господ здравје, тоа да го завршиме до 1 септември за наредната учебна година и да добијаме зграда која што ќе може да служи уште наредните 80 години. Градежните работи се веќе завршени и гимназијата е подготвена за започнување на второто полугодие со физичко присуство за учениците и наставниците. Поради градежните активности во насока на осовременување на училишниот објект, како што знаете и самите, во првото полугодие наставата на учениците во ова училиште ја следеа онлайн. Министерството за образование и наука со инвестиција од скоро 39 милиони денари во овој објект спроведе сериозни градежни зафати со кои целосно ја модернизираше училишната зграда. Гимназијата доби целосно нов надворешен изглед со нова енергетска ефикасна фасада, но и ново внатрешно уредување со замена на прозорци, подови и санитарни јазли, како и поставување на лифт. За овие работи се одвоени 23,2 милиони денари. Претходно со инвестиција од 14,4 милиони денари направивме целосна замена на дотројна кровна конструкција.